Општина Ѓорче Петров објави јавен повик за субвенции за набавка на клима уреди или топлотни пумпи. Општината за прв пат доделува субвенции за набавка на клима уреди или топлотни пумпи за затоплување на домаќинствата, со цел да ги стимулира граѓаните кон поекономично и еколошки прифатливо затоплување. На јавниот повик може да аплицираат жители на општина Ѓорче Петров кои имаат живеалиште на подрачјето на општината. Набавиле клима уред или топлотна пумпа во периодот од 1 јануари оваа година до 30 јуни оваа година. Не користат и немаат техничка можност за приклучок на градско централно грејење. Користеле печка на дрва, јаглен, нафта или мазут и се согласни доброволно да ја предадат на општината. Не добиле предходно субвенција за печки за загревање, печка на палети или инвертери. Општината субвенционира до 50% или максимум 15.000 денари за клима уред, до 10% или максимум 21.000 денари за топлотна пумпа. Данокот на личен доход го покрива општината. Документацијата се поднесува во затворен плик во архивата на општината, секој работен ден од 8:30 до 15 часот. Јавниот повик е отворен до 30 јуни 2025 година или до исцрпување на буџетските средства. Постапката ќе се реализира по редослед на пристигнување на барањата со комплетна документација. Оваа мерка е дел од политиките на општина Ѓорче Петров за енергетска ефикасност, заштита на животната средина и чист воздух, велат од општината. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 9 до 15 јуни 2025 година со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 154 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, извести ПОЦ. За трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемот со неправилното паркирање, неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа јавното предпријатие ПОЦ и СВР Скопје во наредниот период ќе продолжат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар, со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајот, соопшти јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. Реконструкцијата на улицата Дебарца во општина Центар влегува во завршна фаза. Поставен е нов асфалтен слој на коловозот, а во тек е финалното уредување и прилагодување на тротоарите. Сообраќајот на Дебарца ќе се врати во нормала многу скоро. Улицата добива нов лик, а со тоа возможуваме побезбедно и покомодно движење за сите што живеат и се движат тука, изјави градоначалникот Горан Герасимовски. Имено се работи за потек долг 220 метри, каде што е обновена коловозната површина од 1700 квадратни метри, а тротоарот се реконструира на површина од 1000 квадратни метри. Овој зафат е дел од поширокиот проект за унапредување на уличната инфраструктура во Центар, кој се реализира со подршка од владата во износ од 40 милиони денари, распределени за улиците Светозар, Марковиќ и Дебарца. Општина Центар продолжува со реализација на проекти што го унапредуваат секојдневието и го прават просторот пофункционален и поурбан за сите граѓани, велат од општината. Градоначалникот на општина Кисела Вода Орце Ѓоргиевски сподели дека општината овозможила бесплатно летување за најуспешните спортисти. И оваа година продолжуваме со успешната пракса на наградување на младите спортски таленти со бесплатно летување како дел од стратегијата за поддршка на спортот и здравиот начин на живот. Победниците во Лигата на училишен спорт, која опфаќа надпревари во кошарка, фудбал, одбојка и ракомет, во машка и женска конкуренција, ќе имаат можност да летуваат во извидничкиот центар во Охрид, истакна Ѓоргиевски во својата објава на социјалните мрежи. Спортот ги подобрува физичкото и менталното здравје на децата, но создава им другарства, дисциплина и тимски дух. Со обезбедување бесплатно летување не само што ги наградуваме нивниот труд и посветеност, туку и дополнително ја поттикнуваме спортската култура во училиштата, вели Ѓоргиевски. Првиот човек на Киселавата додаде дека ова е дел од нивната стратегија за поддршка на младите и како општина ќе продолжат со мерки што ќе овозможат уште поголема афирмација на спортот и негов развој во нивните училишта. Таму е Скопје, град мој љубав лише.